Денес Социјалдемократскиот сојуз излегува со многу конкретна иницијатива до владата на Република Македонија. Заради решавање на стамбеното прашање на вработените во Министерството за одбрана, старешините и професионалните војници, предлагаме многу рационално и ефикасно решение кое ќе предизвика минимални финансиски импликации врз буџетот на Република Македонија. Согласно сознанијата со кои што располагаме, само во Скопје има 480 станови во сопственост на владата на Република Македонија, со кои што располага јавното претпријатие за стамбен и деловен простор, а во кои што има диво вселени лица. Од тука, доколку владата на Груевски и на Коњановски навистина сака да им го реши стамбеното прашање на старешините и професионалните војници, може да донесе одлука со кои овие станови ќе им ги додели токму нив. Со таква одлука, владата стамбеното прашање на припадниците на армијата ќе им го реши веднаш, наместо да чекат изградба на станови со години. Со други зборови, станови и сега постојат. Само треба да постои вистинска волја кај владата да го реши нивното стамбено прашање. Јавноста е запозната дека владата во меѓувреме го форсира проектот за изградба на станови на припадниците на армијата во касарната Илинден. Јас, како градоначелник на општина Карпош, во чии граници е и касарната, уште еднаш јавно потврдувам дека овој проект кој е во интерес, овој и сите оние проекти кои што се во интерес на припадниците на армијата на Република Македонија, ја има целата моја поддршка. Сепак, морам да потенцирам дека е неразбирливо зошто се форсира еден ваков проект кој чини многу пари, ќе одземе многу време, отвара многу контроверзи дури во самото министерство и кај самите припадници на армијата, а веќе постои брзо решение за решавање на стамбеното прашање на припадниците на армијата на Република Македонија. Дополнително, ја користам оваа прилика уште еднаш да ги рачистам сите евентуални дилеми кои се појавуваат во јавноста за деталниот урбанистички план за касарната Илинден. Општината Карпош постапува согласно позитивните законски прописи со сите детални урбанистички планови кои се носат во општината Карпош, вклучувајќи го и овој кој се однесува на касарната Илинден. Конкретно, за овој детален урбанистички план, советничката група на ВМРО ДПМН во општината Карпош предложи, а советот усвои заклучок да бидат информирани за изработката на овој план сите граѓани кои што живеат на таа територија, вклучувајќи ги и оние кои што имаат интерес, односно имаат имот на овој дел. Од тука, за да продолжи постапката за усвојување на деталниот урбанистички план за касарната Илинден, потребно е Скопскиот државен катастар, со кој што раководи кадар на Груевски и на ВМРО ДПМН, да ги достави овие податоци до општината Карпош. Сакам да информирам јавноста дека согласно барањето на ВМРО ДПМН, општината Карпош достави барање до катастарот уште пред 2 месеца. Благодарам.